Кога 8 лица беа заробени на стотици метри над земјата во неподвижна жичара во Пакистан, воените спасувачи со хеликоптер спасија едно дете од заглавената гондола. Но како што се наближуваше ноќта, хеликоптерот не можеше да лета позади сонце. Локалниот жител Сахиб Кан, кој беше тој што заедно со неговиот постар брат Насир, тргнаа во акција да ја продолжат спасувачката операција. За тоа видов преку Фејсбук околу 9 часот и стигнав на местото околу 11 часот предпладне. Хеликоптерите продолжуваат со работа до вечерта до 21 часот и 30 минути. Потоа излегов и видов дека 7 луѓе се заглавени таму. Ми рекоа дека ќе умрат, а и јас би можел да умрам, но им одговорив дека имам верба во себе. Да бев загрижен за смртта, никогаш немаше да дојдам. Учеството во спасувачките операции за помош на заедниците во оддалечениот регион е традиција за Сахиб Кан и неговото семејство. Вујкото на Кан, Амир Мухамед, вели дека семејството е навикнато на вакви спасувања. Ги имаме овие јажиња, што ги користиме и ги врзуваме за автомобилите и ги ставаме околу себе. Имаме појаси и куки, што ги користиме за спасување, особено за мртви тела. Користиме едноставни методи. Ние сме сиромашни луѓе и никој не ја известил владата за нас. Локалните жители велат дека способноста на семејството да се движи по тешкиот терен во областа ги направило локални херои. Семејството на Сахиб Кан е важен дел од нашата заедница. Тие спасувале луѓе и во вода и во воздух. Видовме како помогнаа пред некој ден. Целиот свет го вида тоа. Пакистанскиот привремен премиер ја пофали армијата и локалното население за нивната улога во спасувањето на децата. Импровизираните жичарници остануваат еден од најлесните начини на транспорт за многу заедници во долината Алај и соседните региони. Локалните жители пак бараат од владата да се погрижи за безбедноста на жичарниците.